Комшијата најдобро му помага на комшијата во случај на катастрофи. Ова искуство го извлече Балканскиот полуостров по големите поплави што го зафатија регионот во 2014 година, велат експертите. Затоа и почнаа процес на градење акциска мрежа за урбана отпорност во југоисточна Европа, во кој се вклучени и струмичките институции кои работат со цивилна заштита, спасување и управување со кризи. Проект изградња акцијske мрежи урбане отпорности у југоисточној Европи. Овој проект е концепиран на тој начин што ги делиме најдобрите искуства од регионот. Иницијативата потекна по поплавите од 2014 година, кога разбравме дека ниедна држава сама не може да ги реши проблемите. Во случај на катастрофа, комшиите најдобро им помагаат на комшиите. Разбравме дека сите опасности се прекугранични, па и прашањето по поплавите и по пожарите. Затоа и нашиот одговор треба да биде единствен и заеднички на сите локални самоуправи и на сите институции. Статистиката покажува дека до 2050 година 60% од жителите ќе живеат во градовите, на сметка на жителите кои во број во села се намалуваат. Во југоисточниот регион на Европа, тие процени се дека 75% ќе живеат во градовите. Со тоа растат ризиците од катастрофи, затоа е многу важно управувањето со ризици, кое мора да биде по препораките на Европската Унија. Хрватскиот експерт смета дека европските искуства може да се имплементираат не во решавањето, туку во управувањето и превенирањето на ризици. Свега, cijeli koncept koji se danas koristi otišao je dalje od onog... Целиот концепт се темели на управување со ризиците, така ако имаме податок дека до 2025 година температурата во градот, например Скопје, ќе се зголеми за 2 степена, тогаш локалните власти треба да донесат регулатива со која сите инвеститори на стамбен објект со рамен покрив треба да изградат зелени градини. Тие градини ќе ги намалат температурите на воздухот, но и ќе примат вода во случај на многу дожд, со што ќе помагаат против поплави. Проектот се спроведува во рамки на градење на акцијска мрежа за градење на урбана отпорност во југоисточна Европа, заеднички проект на Европската Унија и програмата за развој на UNDP, финансиран од програмата за цивилна заштита и хуманитарна помош во земјите на југоисточна Европа. Освен во Македонија, проектот се спроведува и во Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска и Албанија. Тој се реализира 24 месеци, а за него се обезбедени 577.000 евра.